Кога се отвори овој Сити Мол во Карпош, ја како некоја битанга застана во ред пред каса, купив 100 ролни ефтина тоалетна хартија и сега гс не ми чуе. Најпродаван производ во новиот Сити Мол е ефтината тоалетна хартија. Не знам дали сте ја пробале. Абе луѓе, таа хартија е мелем за газот. Порано пред ерата на Сити Мол, тоалетните хартии гребеа као цигла. Оваа на праска мириса, бе. Абе, кога ќе ја мириснеш, одма те протеруе. Само не дај Боже да те стегне додека стоиш пред редот на каса. Ем имаш тоалет во рака, ем нема каде да се кака. Абе, тоа е луѓево гинат за тоалетна хартија у редов пред каса. Изгледа дека на народов им остана пари, уште само гзо да си го избришат. Кога сме кај поскапувањава, пред неколку дена исто одам на овој шалтер за наплата што е у ЕВН и тамо на шалтерот пишува на едно пуслче, вика пребројте ги вашите пари пред да излезете. Кои пари, бе? Ти веќе кога ќе застанеш на шалтер за наплату ЕВН, ти више немаш пари. Не знам дали сте забележале, откако ја укина оваа дневна ефтина тарифа. Веќе не можеш са бајле да видиш пензионер ни за лек. Сите редовно се успиваат. Пошто сите навечер седат до касно ја чекаат оваа ефтинава тарифа, после 22 часот и тогаш готват, тогаш пуштаат машини за перење, тогаш се бањаат. А овие пензионери барем се бањаат, а овие цел ден што работат као скотови, ќе дое касно дома, он нема сила ни да дочека ефтината тарифа и така заспива не бањат. И после Скопје смрди. Па ќе смрди. Ама не смрди само од ѓубрето како порано. Сега и ние неговите граѓани се усмрдевме од сиромаштија. Овој да може од некоја страна сега да стане од гроб, овој Султан Сулеман Величествениот. И да дое у Македонија по поскапувањето на струјата. Абе, гарант ќе се фати за глава и ќе рече ту јазик. Ко си одев одовде со аскерот, ве оставив со фењери, а сега ве најдов со свети. Назадуваме. Имам една аптекарка, затоа стаклото вака ми прави. Ја дојдем, викам, да не дужам нешто. Не, вика, господине, тоа со колешката, видете, вие имате хемороиди? Викам, од кај знае бава дека имам хемороиди? Што се интересира за моите хемороиди? Да, викам, имам хемороиди од втора категорија, мои си се. Ако вика, господине, па и хемороидите се за луѓе, сигурно сте ме раклија за нешто луто. Вика, мераклија су ми за млади фуфи, али немам ни една. Вика, нема гајле тоа, прво да ја средиме оваа работа, вика, имам нешто да ви дадам. Викам, супер, и мене нешто да ми даде, некој да ми даде, доста ја дава в крв без трансфузија. И оне у тој момент вади една кутиичка и ми вика, господине, ова е кинеска маст. Пациентите многу ја фалат. Не е скапа, само 130 денари кошта и фондот ја одобрува. Викам, ако ја одобрува фондот, дај ми 10 комада и дај ми од оние 80.000 неискористени вакцини за птичи грип на еден есап, да не се фрлат. И она мене ми ја дава таа кутиичка, ја ја отварам и унутра имаше една тубичка мала од 10 грама, што се вика, ако даеш узаем, нема шо да ти вратат. И плюс тоа, имаше унутра 7 навлаки, специјално подготвени за влез у мрачниот ректален тунел. 7. Значи, за секој ден да си менјаш по една. Фондот проверил да си ебе векот. Па некој бре месец дена не менјаат гаќи, а ја треба секој ден да менјам навлаки за масу газ. Ова кинезиве, алал да ме со право го освоија светот. 7 навлаки за 130 денари плюс мас за угаз. Како тргнале со следната серија, ќе пуштат и кинез за полесно да ти ја бутне на влаката. Али, тоа е кинеска медицина, што значи смрди као донер кебаб у чаршија,
што лежел месец дена у ментол маринада, што значи издајнички смрди. Те издава на 10 метара дека имаш хемороиди. Абе, душата ти смрди. Не смееш да зинеш. Не дај Боже да отидеш кај некој роднина и да треба онака понашки да се изљубиш 3 пути. Еднаш, 2 пути, 3 пути, на третиот пут роднинава паја у несвест без да претне. Па не случајно србите за таа кинеска маст смислиле слоган: Чао дупе, одо ја кроз уста. Иначе, баш заради тој свој квалитет, оваа кинеска маст му има неколку пати спасено животот и на Брус Ли. Он бил меѓу првите што ја употребувал. Човекот многу пател од хемороиди. И секојаш си ја носел кинескава маст со него. Еднаш така искочил у парк да си го прошета кучето, али за белја го нападнале некои бандити. И некој од бандитиве да ти му мавнал клоца и му ги активирал хемороидиве. И пошто биле овие многу бандитиве, се наредиле многу да го тепаат и му текнало дека носи кинеска маст. И само шлак, шлак, ја! Им хухнал и сите ги комирал. Абе, кинеска маст. Не за џабе овој нашиов Хорхе Иванов за неа рече: шашава, али делуе. Господ да ги поживее Јао Минг, Мао Цетунг, Ли Нинг, Джеки Чен и нормално Брус Ли. И ја така, следниот ден одам во аптекава, идам кај аптекарка, ви викам: еј, се извинам, јас сум оној со хеморидите. Еј, вика, чекајте, ќе ви дам од кинеската маст. Не, викам, нема потреба, овој, она. Али да ви кажам само како ги решив ја. И нели, кога дојдов дома, турив на тоа на влаката, од маста ја брцнав позади, ја зашрафив и право да ви кажам, глатко ми влезе. Дека више ја имав изгубено, нели, невиноста која ми уштека онака белската. Ми влезе као локум, уопште не сум имал тегоби. И само што ја турив, после 5 минути, газов ми се олади ко некој да ми турил руменко на стапче. Вториот ден, гледам, на чаршавот нема крв. Абе се осетив ко да сум дал гол у финале на Лига на шампиони. Ко голот на Дарко Панчев. Третиот ден сватив дека сум ги решил хемороидите со кинеска маст од 130 денари. И уствари ја после тоа отидов кај таа, нели, аптекарката и давам ова цвеќе, овој бомбонjera, све што треба, сокче. Она ми вика: нели, не може, вика, што сега за хемороиди ти ќе ми даваш? Ако, викам, јас сакам да ви дадам и помогнавте да ги решам хемороидите, па болje на вас да ви дадам бомбонjera и сокче отколку на оној Винокуров 4500 денари за третман. И право да ви кажам, од тогаш на секого ја препорачувам оваа кинеска маст. И не само тоа, него таа ми помага подобро да ја разберам болката и маката кај луѓето. Баш пред некој ден се шетам на плоштад и вака од спротива го гледам овој новинаров со големиот стомак, што носи мајци Македонија до Гренланд. А има уште една мајца ги менја. На неа пишуе: вчера у Брисел јадев купус кисел. И иде така среќен низ плоштад, го испрчил тоа стомакот и ја му викам: викам, знам зашо си весел, си се подмачкал ти со кинеска маст. А он крева рука вака и ми вика: Мирка ми ја даде. И така, ја, он и таа Мирка решивме да основаме Сдружение на обожаватели на кинеска маст. И толку му се допадна идејава на овој новинаров, што рече емисија ќе направи ако треба. Иначе јас сум Ераклија на мал фудбал, играв пред некој ден мал фудбал и како се падна, немавме голман, застанав да бранам.
Која Јоцо Снагата, другар ми играше од спротивната екипа, го гледам, прима топка тамо на центар и почиња Меси, 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 Меси. Ми влезе у 6 метра, леле, луѓе, ко ми ја пукна со волеј. Шо би рекле струмичани, ми со капа јајцата. Особено левто. А јајцето ми стана као јајце, али од ној. Шом го видов, сватив шо значи она која на некој што ти досадува ќе му кажеш ај откачи се ми ги отече јајцата. Джабе мене Јоцо ми се извинуваше дека наводно сакал да ме лобуе, али така му се откачило. Абе не знам како стигнав дома. И кога стигнав дома ми звони мобилен. Крева ми Јоцо Снагата од тамо. Бате, многу ми е жал за твојот лев ташак. Али види, на клиника работи кум од Борче, па можеш утре да отидеш кај него, он ќе те однесе да те провери куролог. Викам, да ме провери кој? Викам, Јоцо, ти сигурен си дека докторот се вика куролог? Не бе, вика, докторот се вика Стојчевски, али е куролог специјалист. А, мене ми се виде малце чудно, ама си викам, има логика, знели? Доктор за мажи за доле да се вика куролог. Али се збунив кога ми текна, си викам, добро, зашо онда докторот за доле за жени се вика гинеколог, а не се вика... Знаете да како. И јас следниот ден нели идам у болница, ме пречека тој кум Борче, ме однесе кај овој уролог. Значи, една буква чудо прави. Ме однесе кај него, овој ми вика соблечи се, јас се соблакам и со рацете вака. Он ме гледа и ми вика, зашо се држиш без со рацете доле? Абе му викам, докторе, дедо ми има кажано, кај доктор со празни раце не си иде. Абе не ади гомна, ми вика, легно е да ти правам ехо на тестиси. И го уклучи тоа апаратот и у тој момент влага унутре ординацијата една медицинска сестра со толкај рингли. И миничко упорничи. И јас се покривам, нели, за да не ме види, кога гледам, више салфетка ставена преку срамотијава. И си викам, докторов муња, Влага сестрава со сонда, му ја дава сондава, му вика, докторе, еве ви сонда, и ме погледна мене, ми развече една насмевка од дуво и излезе надвор. Докторот ја зема сондава, ја уклучи, зеде една жута туба као овие мајонез кај Чичо Стоилко и зема ждраков дека меѓу папокот и ташаците. И зема тоа сондата и зема да размачкуе. Леле, луѓе, која се закашка тоа влакната што ги имам со тоа мајонезот. Мислам, еве ги влакната, замисле да го само мајонезот. Абе, таков улепен не сум бил од тинеџерски денови, која голем хит беше Трейси, ние ти се восхитуеме. И така он ме дрнда со тоа сондата, која пак влага оваа медицинскава сестра со ринглите. Како влага, ја викам, чекај да го покријам Стојко да не го види како се брчка у тоа гелот, која гледам па салфета стаена. И викам, аве, ој докторов болje да джепароши овие новиве двокатни автобуси него што се занимава со отечени ташаци. Влага сестрава, носи друга сонда и вика, докторе, сондата што ја имате од први спрата, таму апаратот е Хитачи, али вчера го замениле со овој апаратот трети спрат што е Сименс, а вие работите на апарат Грундик, затоа дајте ми ја таа сонда што е Хитачи, а ќе ви ја дам оваа од Грундик. Докторот вака ја погледна, сестра виде, не виде, ми се насмеа па и искочи надвор. Докторов тргна по неа да заклучи врата, али виде дека нема клjuč. Се врати назад, седна до мене и па почна со сондата. Како почна сестра со рингливе, па влага внатре. И држи клjuč у руке и му вика, докторе, донесов клjuč од ординацијата, у случај некоја будала да не влезе, нема смисла пациентот лежи гол тука да не му стане незгодно. Леле, луѓе, докторов која срипа, кога ја крена на клоци, кога почна да ја пцуе на најселјачки начин, мамицата мамина да ти ја ебам. Научи се еднаш да тропнеш на врата уста да те ебам. Гледаш дека имам пациент тука и него у гъз да го ебам.
Сум го намачкал со гел, ако му се стврдне гелот, ќе ми треба длето и чекам да му ги ослободам ташасите. И ја која слушнав дека ќе ме ебе у гъс, си викам, овој ненормален може стварно да ме ебе. Викам, не